Боријан Илковски или повеќе познат во јавноста како DJ Bono, повеќе од 10 години е задолжен за забавата, но и за забавите на најмладите. Може со право да кажам дека е еден од ретките диџеи во земјава кои што се задолжени за родендените на најмалите, но и за забави на кои што присуствуваат дечиња. Ова утро ќе ја дознаеме приказната на DJ Bono за тоа како се роди љубовта кон музиката и диџејството, но и како е да се забавуваат најмладите. DJ Bono, ќе ви посакам добро и убаво утро. Ви почнам со тоа какво е утрото на еден диџеј, што прави диџејот наутро, со оглед на тоа што обично забавите се нели навечер, па верувам дека и легнувате во утринските часови. Да, точно. Фала ви на поканата, многу ми значи. Поздрав до сите гледачи тука на телевизија Алфа. Како диџеј наутро е многу тешко да се стане, особено ако претходно си имал забава навечер, ама веќе подолго време паузирам малце од ноќниот живот и пробувам да се вратам на нормалниот биоритм за да можам да функционирам. Дадов акцент оваа година малце повеќе на детските забави и мислам дека ќе пробам од септември да се вратам и на дискотеките со Господа го даде здравје, така да ќе видиме што ќе се случува од септември. Фала за допрекрасната најава, многу ми е драго што сум тука и еве видно возбуден да оствариме супер комуникација и да не видат гледачите и слушателите како се поминуваме и што правиме. Да, ноќниот живот малку недостасува, нели? Немаме ни доволно дискотеки нели каде што може да се забавува во овој период, но да се надеваме нели дека ќе дојдат еве и подобри времиња. Како се роди еве љубовта кон диџејството, како се роди љубовта кон музиката? Вие уште како малолетник, нели да речеме, почнувате да работите, како настана целата приказна? Јас од мал си имав желба со нормално да си фаќам музичка опрема како појачала, цедиња и така натака. Па желбата се роди, наутро станувам на тато и на мама се вали и викам тато ја сакам да свирам гајда. И они мака ме гледаат, ве кај знаеш ти, ја 7 години, 6. Од кај знаеш вика ти како изгледа гајда. Викам ове вака и вака, еден дедо на сон ми дојде ми вика ти си моје внуче, јас сакам да свириш ти гајда. И ја му го објаснам тоа на татко ми. И он ми вика тоа е прадедо ти да го побарам одма треба дедо ти да му кажам за ова. И ситуацијава вистинска стварно, тој прадедо ми свирал гајда, ми ја покажаа слики, видеа све. И мене ми купува дедо ми одма гајда, тргнува за Прилеп, од Прилеп ја купува гајдата, ми ја носи мене гајдарка, клепарка. И ја почнам од тама се занимавам со музика, меѓутоа во текот на развивањето, мислам одењето на часови за гајда и така натака, добивам информации од моите блиски другари дека сум бил смешен, не сум бил интересен, што свирам на стари инструменти, бла бла бла. И тука си навив некој комплекс таков. И во меѓувреме малце бев како не го сакам ова да го правам, веќе ради другарите. Потоа да се покајав за сето ова. И тогаш кога имавме родендени, мама и тато им беше страв да не пушта да одиме во центар. Јас сум во Ченто роден, Ченто израснат. И беше страв и вика тато бебе тука правете си родендени како кај нас дома. Зашо да ти тераме до тама да одиме, вика сепак тука е побезбедно кај нас дома. И немаше кој да пушта музика, во тоа време тато имаше еден систем Sony, тоа е сараунд систем со 2 звучника и еден бас. И имаше цедиња на него. И немаше кој да пушта музика, само јас го разбирав системот, а мама и тато не сака да седат со нас додека имаме роден ден. Знаеш, ние имаме забава, ние имаме роден ден, зошто да седат мама и тато. И во тој момент само јас познавав техниката и така почнав да бидам само јас тамо да пуштам музика. Не знаев што е тоа диџеј, не знаев дека постои како работа, ништо. Само така си ставав цедиња, подоцна како растев. Нормално со интернетот во тоа време колку го имаше и на достапност. Гледав YouTube видеа дека има диџеи, дека ова е работа, па ги симињав на Бершер цедињата, ги режевме на CD читачи, оние CD режачи во компјутерите. И отпосле, кога се запишав средно училиште, јас официјално имав представа што е тоа диџеј. Тогаш ми беше омилен диџеј Мартин Гарикс, можеби го знаете и вие. Тогаш извади една трака Animals и од тогаш натака веќе константно се движев кон диџејскиот пат. Ја повлеков гајдата, инструментите народни кои ги учев во музичкото тука во Скопје и дел од музичкото во Штип. И така константно се фокусирав и само на диџеј дадов фокус.
Да, може би жално е што не се негуваме македонските инструменти и традиција на еден друг ми е начин, но криво знаеш ден ли денес. сега да засвириш на гајда? Жал ми е што не земав, жал ми е што не ја земав сега гајдарката да ви покажам дека се уште знам. Нормално не сум како тогаш како во форма, меѓутоа не се заборава, нешто што си свирал, нешто што си учел не се заборава. Така да можеби некаде понатака ќе ги искористам во некој мој ремикс или евентуално ако нешто се случи, не дај Боже, понатака во животот да престанам да имам диџеј, секогаш имам бекап варијанта, така да Да свириш по свадби со гајдата. Да, не се срамам, јас сум човек што нема срам, така да. Па и малку луѓе реално во денешно време го изучуваат овој инструмент и малку луѓе знаат да свират за жал. Да, особено малку луѓе немаат срам. Јас сум еден од тие што нема срам за ништо, буквално кај да ме оставиш, што да ме оставиш да правам, јас сум лавав. Ќе завршиме работата на најдобар начин. Да, последна прилика дефинитивно Да, доаѓаш обавезно, со може, гајдата може. да видиме нели како Да, тоа да. изгледа. Како се подготвуваш еве за еден детски роден ден? Тоа се на некој начин твојот заштитен знак, може со право да кажам. Да, Препознат да. си по детските родендени и прослави, децата те обожаваат, те бараат. Што сочинува подготовката за детски роден ден кога одиш на работа нели? Што тебе тоа ти е работа? Баш ми е работа. Па видете, обично родендените се од 17 часот па нагоре, подоцна, во подоцните часови од денот или ноќта, како сакате. Обично ние имаме кола специјално за таа намена, односно јас ја имам преправено и ние ностоп товарено музичкото звучување, миксета и дел од таа дополнителна додатна опрема како машина за балончиња, дим, диско светло и така натаму. Се подготвувам психички најпрвин, бидејќи треба да идам да создадам една убава забава, да направам, каде што никој нема да забележи негативни работи, да не плаче некое детенце, да не се навредат дечињата, а сепак да биде се во една убава насока, да има позитивно влијание на мене и на децата и на родителите, сите да бидат задоволни. Сега подготовката некогаш е многу исцрпувачка, бидејќи ја треба да соберам сила, ако ја немам и ако не сум наспан е проблем. Така да гледам да бидам што повеќе одморен за еден детски роден, за да им го дам максимумот на децата. Ја пред се за децата и да мене возрастните не ме интересира тој ден, не сум за нив, така да. Тоа е тоа од прилика за припремите. Како е да се забавуваат еве децата? Какви се реакциите кои што ги добиваш од нив? Јас уживам, родителите гледам дека уживаат, не можеме на сите да им угодам. Нормално, сепак станува збор за деца и секој има различни видувања за неговото дете. Скроз позитивни коментари добивам, нормално има и неколку негативни, не сум ја перфектен, никој не е. И ги гледам да ги сменам тие работи кај мене, што напорно работам овие 2-3 месеци на тоа, бидејќи кога ќе ти стане навика нешто, за да го одвикнеш ти треба подолго време. Така да не знам, еве доста родендени имам направено овие 6 месеци, имам направено повеќе родендени него ли претходниве 2-3 години. Оваа година ми е најдобра година до сега за детски родендени во мојот живот, значи од финансиска гледна точка до најдобро остварени соработки со сериозни фирми, општини и дел приватни забави, значи тотално на друго ниво од минатите години. Многу сум среќен, многу ми е драго, иако ми беше многу тешко кај јануари, пошто таман заврши сезоната, мислам годината, нели пред нова година и нова година многу забави, не едва и дишев, едва и преживеав, физички беше многу напорно. Ама еве, се си има свое. На крајот од денот, што е пишано за мене и плодот ќе се види од кога ќе отидеме подалеку или од кога ќе изораме нивата. Верувам дека понекогаш нели исцрпувачка работата и треба повеќе одмор, затоа некогаш нели ни е добре дојден тој одмор или сами по себе што се настанува одморот, односно без имање на некакви настани кои што имаат нели потреба еве од тебе да те ангажираат. Каква е работата за диџејот во Македонија, односно како е да се биде еве диџеј во Македонија? Моментално е сосема друго од тоа време кога јас почнував. Многу е работата искомерцијализирана. Мислам секој може да стане диџеј. Има многу на YouTube како, има многу на Google како, има многу луѓе што можат да ти помогнат како мене, да се обратат кај мене, да ти дадат насоки. Во моје време диџеите не беа толку комуникативни, особено таа клапа на underground диџеј кој што јас ги обожавав. Денеска не сум јас underground, ама ја го обожавам undergroundот. Има работа, треба вистински да сакаш пред се професијата за да има успех. Така е во се, јас мислам, во животот. Ако нешто вистински не сакаш, нема да стигнеш далеку. Затоа и фудбалерите кога имаат љубов толку голема према фудбалот, имаат огромни резултати.
Тоа, јас секогаш поредувам све со фудбал. Обожавам фудбал. И јас моментално можам да кажам дека живеам сам си ги плаќам сметките, сам инвестирам. Мама и тато во мојот живот 7 години не се, мислам се во мојот живот живи се, одселени се од државата. Значи буквално можеш да функционираш како диџеј во државата, но со правилни потези. Јас позади мене стои огромна екипа на пријатели и луѓе што работат за мене, кои дел од нив се продуценти, дел од нив се моја лична помош како возачи, како другари, мислам пријатели што работат за пари кај мене, што местиме звучници, што прават графички дизајн. Значи позади мене и агенцијата Book Lollipop, што е предводена од Јане. Тој мене ме откри како еден вид на фигура или талент, како сакате земете го, и ме насочува. Јас се уште сум зелен во главата, си признавам вака јавно. И некои работи што ги правам, едноставно ги правам од возбуда или од многу мислејќи дека нешто правам правилно, а во реалноста е дека како стареш ќе сватиш дека постарите повеќе знаат. Така да мој совет до сите што го гледате ова, молат се повеќе слушајте ги постарите животот, пошто не може да знаете повеќе од нив, искрено, најискрено од мене. Да сум слушал малку се повеќе, многу повеќе ќе успеев. Ама ете тоа е, иното е поголемо од све. Да, но и како велат, нели човек учи додека е жив, особено но и се кога е млад. учи, особено да, но и се учи на сопствените грешки, така што убава порака им даде на сите. Верувам дека летово ќе одмориш малку повеќе или имаш турбо пополнет календар. Прв пат во мојот живот отидов во Грчка оваа година. Не сум човек што ја сака Грчка, но се залюби во Грчка. Се каам за сите лоши коментари што ги кажа за таа земја. Сега не тука да се разбуди некој негативен патриотизам кон мене, туку Грчка е Грчка, луѓе. Бевме преку агенцијата Balkan Fun, голем поздрав до нив што ми ја дадоа таа посветеност и доверба да оствариме 5 забави за деца во камповите Александар. Сепак беше работно, значи. Да, бев работно. И во Каливас, значи огромна позитивна енергија добив од децата, страшни коментари што мене ме пипна сериозно. Во еден момент ги прашав децата: "Дечки, што ќе кажете негативно за овој камп и за ова ваше тука присуство овие 5, 6, 7 дена, не знам колку беа?" И едно дете крива рака и ми вика: "Ја очекувам негативен коментар да каже или за мене или за кампот. Ти ни го разуви распустот, те молам и нареден пат да дојдеш." Значи тоа е нешто што ја не сум го очекувал ни на сон, не би го размислил. Така да голем поздрав до нив, супер распуст е делото на Balkan Fun, кој ме однесе таму, па благодарение на нив се опуштив за одмор и оваа година планирам од 5 до 15 да не бидам во Македонија, да бидам на одмор во Грчка. Еве пак Грчка ја споминјам. Прв пат во животот земам одмор, односно прв пат во животот во последните 5 години не одев на одмор. Сите пари што ги што ги заработував, односно финансиски средства, ги вложував константно во мене, во опрема и во екипа и во се што ми е потребно за да бидам подобар, и некако сватив дека чекај малце, ја ако не одморам, не можам да донесам правилни и разумни одлуки за понатака. Тоа годинава го открив, некој го открива порано, така да одете на одмор, луѓе, мислам, не мора да биде од Грчка, ама мора да одморите, не може цело време да Може во Охрид, во Струга, во Дојран, тука се и нашите природни езера, нели? Јас Охрид сум на крајот на овој месец, настапувам во Градиште 2, ќе биде интересно. Има некои гласини, нешто ќе се случува можеби и со Джейсон Деруло, останува денеска да дознам за тоа, така да Мислам дека тоа ќе биде голем предизвик, бонус за тебе. Ако тоа се случи, ја ќе бидам шокиран, прво бидејќи таму ќе има над 10.000 луѓе публика, мислам дека и повеќе. Убав разговор, едно искрено отворено муабече од Сабајле. Ти благодарам за одвоеното време. Верувам дека ќе си продолжиш и понатаму со истото темпо, со повеќе можеби одмор, затоа што како што спомена и ти, одморот секогаш е добре дојден, односно да направиме некоја вистинска одлука и да размислиме нели каде одиме, во кои правеци, што сакаме понатаму да правиме. Ти посакувам успешна кариера. Фала ви на поканата, многу ми значи. Поздрав до нашите гледачи тука и се гледаме нареден пат. Нареден пат, секако по друштво на гајдата. Апсолутно. Убав ден.